Ако сакате да проговорите со јазикот на срдечноста, толерантноста и искреноста, тогаш сте го пронашле вистинското место. Телевизија Нова и емисијата Од станица до граница. Добра ви вечер, почитувани гледачи. Ова е 100-та емисија и затоа што е јубилејна, ве поканувам уште еднаш да го проследиме филмот за нашиот град, градот на гостопримството Гевгелија. Од станица до граница е мојот начин како да ви ја прикажам Гевгелија, таква каква што ја гледам и таква каква што ја живеам. Многу пати на улица некој граѓанин или можеби некој мој пријател знае да ми каже дека во емисијата треба да има и повеќе негативности, повеќе нешта што му недостигаат на градот. Меѓутоа, логото со кое се заштитувам е едноставно, да ја градиме и емисијата, меѓутоа и градот со аманетот на старите учители. Ако сакаме да ни биде подобро, треба да создаваме, треба да работиме, не да рушиме, не да разграбуваме, туку да придонесеме, давајќи нешто од своите умења и знаења. Емисијата од својот почеток, ноември 2004 година до денес, беше огледало на нашето денување. Знаеше да го прикаже убавото, знаеше да ги представи успешните, но знаеше да биде и критизер на она што е лошо. А целта секогаш беше единствена – да оставиме траен видеодокумент за се она што не обкружува. Целна група, но и поддржатели на емисијата досега повеќе биле обичните луѓе, нашите граѓани и нашите гледачи. Многу помалку сме биле присутни во канцелариите на нашите функционери и на нашите директори, или сме биле само тогаш кога тоа било потребно. И можеби подобро било така, затоа што нашиот глас и гласот на граѓаните бил мотивот за многу промени во нашето денување, меѓутоа и многу промени во нашиот град. Ако зборувам за историјата на сите 100 емисии, тогаш ќе ви кажам дека во неа имало повеќе од 800 лица кои на еден или друг начин биле пред објективот на нашата камера. Имаме повеќе од 500 прилози кои се плод на нашето оригинално творештво и имаме една огромна мана, која сепак сметам дека не прави големи. Не прекинавме тогаш кога сите мируваа. За нас немаше одмор, ни лете, ни зиме. За нас не постоја прекини за време на политичките кампањи за изборите. Од технички аспект или техничкиот развој го достигнавме врвот на модернизацијата. Денес од станица до граница се реализира комплетно со дигитална опрема. Благодарност вечервам, би сакал да кажам на многу луѓе, меѓутоа сепак нели и овој пат ќе кажам дека приоритетот го имаат нашите гледачи и нашите граѓани. Благодарност пред се до телевизија Нова и директорот Ѓорѓе Џундев, кој безпрекорно ја прифатија понудата да се пренесува емисијата преку нивниот телевизиски сигнал и да пристига до вашите домови. Благодарност до екипата или луѓето кои беа техничка помош на емисијата: Јован Џундев, Александар Аврамов, Васко Трајков и Имит Крпач, и до луѓето од Валандовска телевизија, Тони Донев и Димче Балески, кои во секој момент кога присуствувавме во Валандово, ја нудеа целосната поддршка како морална, така и техничка. Благодарност до Ристо Капсаров, кој го изработи новото лого или заштитниот знак на емисијата Од станица до граница, го видовте пред малку, ова недели. Благодарност до Средното општинско училиште Јосип Јосиповски, директорката Љубица Мишкарова и учениците, кои секогаш ме бодреа и најверојатно знаеа да ги разграничат моите дејности како професор и како новинар. И на крај, благодарност до хотелот Фламинго, а посебно до Оги, Тања и Јове, кои придонесоа емисијата да има нов имидж, но и што имаа визија за тоа како треба да се развива концептот на современиот начин на работа на вакви проекти. И на крајот, благодарност до сите вас кои што сте вечерва присутни, а кои што прифативте да седнете до мене и да поразговараме за вашите активности и за вашите дејности.
Ако некој пат сме погрешиле, еве ми можност мене да ви се извинам, за да ми простите. Од наше име, на сите вас, ви посакуваме пријатна вечер, а на Тони сакаме да му ги честитаме храбро изодените 100 чекори од почетокот на станицата, на неговиот или уште подобро речено нашиот заеднички пат до границата. Сите ние сме сведоци на сите тие позитивни промени кои токму тој и неговите соработници ги поттикнаа во нашиот град преку оваа емисија. А нам, како казино Фламинго хотел, ни беше голема чест и задоволство да бидеме дел од овој предизвик. Тони, ти благодариме и се надеваме дека и во иднина ќе можеме да бидеме дел од овој пат. Ви благодариме.